можете ли да ми кажете како ја гледате важноста на вашата посета тука со оглед на тоа што веќе во Кина истакна дека се отворени за соработка за одлабочување на врските со сите присутни? Секако ова посета е од исклучителна важност за Македонија, меѓутоа и за сите останати 14 земји кои што излагаат тука на Експо Нимбо, односно земји тоа се од Централна и Источна Европа. Кина иначе е четврти партнер на Македонија во однос на размена на стоки и трговија и сметаме дека со изложувањето на 14 македонски компании на овој прекрасен штанд има поголем интерес за извоз на наши производи стоки на тука на кинескиот пазар. Се надевам дека онај голем дефицит кој што ги имаме со Народна република Кина иднина ќе биде помал, односно ќе ја подобриме соработката во интерес на нашите компании извоз на наши производи. Секако Кина е интересна во однос на одредени инвестиции, тие имаат најголем интерес во инвестирање на инфраструктурата во областа на енергетиката, зелената економија и нови технологии и така натаму. Од оние инвестиции кои што ги имаме во Кина, тоа е фабриката од Кина во Македонија, тоа е фабриката во економската зона во Кичево, изградбата на патиштата, тоа е патот Миладиновци Штип, и моментално изградбата на патот Кичево Охрид, фирмата Синохидро. Исто така претходно снимале инвестиции во областа на хидроцентралите, изградбата на хидроцентралата Козјак, меѓутоа сметаме дека овие инвестиции не се последни, има уште поголеми инвестиции кои што се надам ќе следуваат во наредниот период. Ние тука ќе имаме повеќе билатерални средби, ќе имам средба со заменикот на трговија на владата на Народна република Кина, меѓутоа ќе имаме билатерални средби со повеќе министри, заменици министри за економија и трговија од земјите кои што се учеснички на овој сајм, така да очекуваме да имаме поголема соработка и со другите држави од Европа. Што ќе биде целта на средбата со заменик министерот за трговија на Кина? Ќе имаме средба, како што кажав, со заменикот министер за трговија, тоа е господинот Зи Чинг на кинеската влада. Една од главните приоритети секако ќе биде зголемување на извозот на македонските производи во Кина, поголемо присуство на македонските компании и евентуално зидни инвестиции во областа на инфраструктурата, меѓутоа и компании кои би влегле во слободните економски зони и би инвестирале во Македонија, со тоа би отвориле нови работни места, посебно околу она што е најактуелно сега во областа на кинеската индустрија, тоа се обновливите извори за енергија, производство на делови за автомобили, електричните возила и така натаму, така да има доста простор за разговор, се надам и на поголема соработка видиме. Во разговорите со заменикот министер за трговија на Народна република Кина разговаравме на тема туризам, развојот на туризмот, односно зголемување на бројот на туристи во Република Македонија. Имаме, се надевам, одличен потенцијал што да понудиме и бројот на туристите од година во година, кинески туристи да биде се поголем во Македонија.